разрешен Петар Богоевски и дали вечера може да се очекува разрешување на Богданов и на Јанчев? Како и секоја структура партиска, како и секоја организација, секој што има определена функција, има и определени задолженија, има и определени обврски кои што треба да се исполнат, како што и беше кажано вчера, тој е разрешен заради не испочитување и не сработување на она што му била задача. Може ли да се очекува вечера да има смена и на Богданов и Јанчев, кои што за време на референдумот отворено повикува да се подржи договор? Ова се инсинуации дека Петар Богоевски е односно дека е тргнат само заради негов став, така? Појасните тогаш, што поточно се причините? Сега како да ви кажам што е поточно причините? Заради неисполнување на обврските кои што ги имаше како заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН. Неговите обвинувања се негов став. Тоа што е сработено и не сработено се оценува од партиските тела. Кој како ги исполнува задолженијата. Дали ВМРО ќе прифати тајно гласање во собранието за промени на уставот? ВМРО ДПМН нема да прифати промена на устав со цел промена на уставното име. Овој став го имавме претходно. Сега имаме став дека референдумот е неуспешен, што е и констатација на Државната изборна комисија. Овој договор повеќе е непостоечки, неважечки. Како неважечки договор не може да предизвикува правни последици. Менување на уставот е правна последица од овој капитулантски договор кој што народот му рече не. Зоран Заев, Собранието на Република Македонија, извршната власт и секоја институција во Република Македонија мора да ја почитува волјата на над 1.200.000 граѓани. Сите институции, и извршната, и законодавната, и сите други институции во администрацијата на државата мора да ги почитуваат уставот и законите, ако сакаме да кажеме дека сме држава. И ако за нешто постојат. Што ВМРО ДПМН ги игнорира препораките на меѓународната заедница и на последната пресконференција на ОВСЕ беше во насока дека треба да се почитува волјата на народот, но да продолжи процесот во собрание. А како да се почитува волјата на народот, а да продолжи процесот? Тогаш што е волјата на народот? Да продолжи процесот во собрание или не? Тој одговор им го давате и на ЦДУ и на ОВСЕ? Не, вам ви го давам. Вие ме прашувате зашто ние ги игнорираме. Ние не ги игнорираме. Тоа се пријатели на Република Македонија. Тие гледаат Република Македонија што побрзо да влезе во евроатлантските институции. Меѓутоа, за да биде една држава со европски вредности, пред се мора да биде со европски вредности внатре. Кршењето на устав и на закони не е европска вредност.